Александра Филиповска ја следеше средбата. Александра, кој е епилогот? Да, Алиса, само што заврши двочасовната средба меѓу Сојузот на синдикатите на Македонија и представници на владата. Излегоа разочарани и револтирани. Нема договор со владата околу нивните две основни барања, односно минималната плата за работниците да се зголеми на 18.000 денари и тоа веднаш, и К15 да добијат сите вработени во јавниот сектор до крајот на годината. Она што кажа од Сојузот на синдикатите на Македонија е дека единствено е добро е тоа што е закажан економско-социјален совет на среда, каде што ја дават и последната шанса на владата заедно преку социјален диалог и со работодавачите, со владата и со синдикатот да се договорат минималната плата одведнаш да биде 18.000 денари. Аргументите на синдикатот се дека тие работниците не можат да преживеат со две минимални плати, односно две минимални плати не можат да ја задоволат основната минимална синдикална потрошувачка кошничка која стигна 35.000 денари, односно недостасуваат со две минимални плати, односно со двајца вработени кои земаат минимална плата, недостасуваат на едно 4-члено домаќинство околу 5.000 денари. Велат не прифаќаат ке како одговор од владата кој што го добила сега и се закануваат со она што и претходно се заканија, дека после среда, доколку нема договор, ќе го активираат генералниот штрајк. Покрај генерален штрајк, односно кој би се одвил на работните места, најавуваат и блокирање на раскрсници, фабрики, односно други форми на притисок. Предлагам тука да слушнеме изјавата од Дарко Димовски, председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија. Не сме задоволни од денесната средба со владата. По основ на нашите барања, минимална плата од 18.000 денара и скале со зголемување на сите останати плати во државата, како и во однос по регрес за сите работници во јавниот сектор. Единствена светла точка од денешните преговори беше што закажавме економски социјален совет во среда, каде што ќе се разговара на едно трипартитно ниво помеѓу синдикатите, работодавачите и владата. Како Сојуз на синдикати на Македонија не го прифаќаме зборот ќе, туку кога и колку. Затоа малце сум револтиран од страна на односот од нашите социјални партнери, но во среда битката продолжува. Во среда на економскиот социјален совет е последната шанса, каде што треба да ги договориме овие две прашања. Доколку не биде, јавно кажам, ги повикуваме работникот и македонскиот народ на штрајк. Штрајкот ќе се случи одма после среда. Штрајковачките одбори више се направени, седниците на председателството и на советот не се затворени, значи ние уште заседаваме во моментот, баш од подучени од овие игри на нашите социјални партнери од минатото, каде што во најскоро време ќе излеземе на штрајк, но пред тоа не исклучуваме можноста да изразиме и други притисоци на незадоволство, како што е протест, блокирање на раскрсници, фабрики, институции и така натаму. Што е објаснувањето на владата до оваа средба? Што ви кажа на средбата? Јас ќе ве пратам во владата да ги прашате нив, они се позади нас, 20 метра од нас. Прашајте ги и мене навистина ми беше јасно и затоа вака излеговме и ја завршиме на овој начин оваа средба со владата како трети социјален партнер. Да, Алиса, прецизен јавен став досега во излагањето од владата и немаше. Они се за зголемување на минималната плата на 18.000 денари, но не прецизираат кога, иако законското решение вели дека таа треба од март веќе да се усогласи законски со порастот на трошоците на живот. Она што го кажа министерот Крешник Бектеши за економија беше дека во вториот квартал се очекува од годинава се очекува таа да достигне 18.000 денари, меѓутоа сепак владата остава тоа да биде еден разумен диалог, односно преговори заедно со работодавачите за сите страни да бидат задоволни од исходот. Она што се знае дека владата не најавија изјави, туку соопштение после оваа средба како поминала. Тоа е се за сега, од тука остануваме да ја следиме и средбата во среда, економско-социјалниот совет дали ќе има некаков епилог и дали работниците ќе добијат 18.000 денари минимална плата колку е можно побрзо. Алиса? Александра, ти благодарам за ова јавување. Значи, синдикалците незадоволни од денешната средба, револтирани, не им се исполнети барањата, даваат рок до среда кога ќе ги повикаат работниците на генерален штрајк, доколку не им се исполнат барањата.